Еве во гостинското студио, како што најавивме, гледате ова прекрасна, широка и пространа тераса со поглед на Скопје. Верувам дека убаво ќе ви дојде ова утро, еден новитет понеделнички, новој чист понеделника и минутите за убави денови, за убави години на Спортското радио, кое што на 22 наврши 18 години или полнолетство. Денеска се за овие 18 години и за следните ќе ни каже првиот човек на Спортското радио, Тони Митев, директор и спортски новинар. Добро утро и поздрав до сите кои што не гледаат. Па навистина, кога ќе се спомнат 18 години, осликува една бројка така интересна. Сериозна? Да, меѓутоа тоа е официјалната бројка. Имаме и неофицијална, бидејќи Спортското радио постоеше и пред тоа, меѓутоа на една друга фреквенција, под едно друго име, меѓутоа со донесувањето на законите во нашата држава, ние од таа бројка од 2005 година ги броиме, инаку Спортското радио мислам дека постои некаде од 96-та година. На таа фреквенција 90,3 FM полниме 18 години и на 22 пред некој ден го прославивме тој 18-ти роденден. Како го прославивте? Ќе ви кажам каква ми беше идејата, каква ни беше идејата, а тоа го оставивме за 20-тиот, затоа што некако на оние јубилеи 5, 10, 15, здравје Боже 20, имаме нешто со што отсликува еден период, некаква промоција на одреден момент. Се трудевме да изнајдеме, да издвоиме за тие години нешто. Јас би спомнал, на петката не ми ни текнува што беше знам дека беше во новиот музеј тогаш на борбата Македонска револуционерна борба, така? Музеот. Таму имавме една убава прослава, имавме промоција каде што нешто промовиравме во тој период што беше актуелно. На десетката мислам дека направивме штета што не се договоривме малку порано, али во некоја друга прилика верувам дека ќе ја пуштите, затоа што е химна, односно песничка, кај што се што е сите популарни личности. Интересно е што се вклучени многу спортисти, многу естрадни звезди, бендови, да. За естрадните звезди нормално е да знаат да пеат така. И да го направат тоа што ние сакавме. Борче Нечовски го направи тој текст со Николче Мицевски, Благојче Трајковски, све или се еден до еден имиња во нашата музичка естрада. Меѓутоа интересно е што тука Панчев пееше, Саша Чирич пееше, одамна беше ги заборив. Мислам дека тука беа вклучени доста ракометари од Вардар у тоа време. Едноставно, за таа 10 годишница, таа химна беше нешто што направивме. 15-ката беше пред пандемијата и тука доделивме некои признанија кои што на субјекти кои што за 15 години успеале да придонесат нешто за спортот и за нас. А 18-ката имавме една идеја и се уште мислам дека не е дозреана, таман ќе се спои некако со 20-ката, здрави живи само. Значи ја нема да откривам многу, ќе кажам само, ќе најавам, ќе се доделат животни дела на просторот на поранешна Југославија, 3 и 3 овде наши македонски кои што заслужиле во годините наназад, во векот кој што измина пред тоа во спортот, и ние одбележувајќи нашата 20 годишница ќе поканеме, меѓутоа тоа ќе бидат имаме време. Тоа ќе бидат 3 имиња кои што апсолутно секој ги знае од поранешна Југославија и кај нас, и со една убава замисла музичка, во дали ќе биде тоа во филхармонија или ќе биде во Македонски народен театар. Во секој случај имаме 2 години да подготвуваме за тоа. Доволен период за да го направите тоа вистински спектакуларно. Колку луѓе, колку соработници има во оваа мала, но полна со ентузијазам екипа на Спортското радио? Интересно прашање и ќе откријам на нашите гледачи и слушатели една интересен податок. Во сите субјекти, во сите, да кажам, фирми во нашата држава, многу тешко е да се одржат во еден временски интервал, да бидат на едно исто место долго време. Јас можам да се пофалам дека нашата екипа, која што не е повеќе од 10 луѓе активни кои што работат, меѓутоа еве нека кажат гледачите каде има
па е веќе повеќе од 21 години, ако славиме 18 години, реков зошто наназад, ние сме малку порано заедно, 20-21 година, значи да не го променат своето работно место. Тоа покажува дека или луѓето се задоволни од тоа што го прават, или таму се пронашле и таму останале. Таа е бројката, тој е одговорот. Десетина луѓе активно секојдневно ја одржуваат таа спортска програма. Ние почнуваме некаде, за вас тоа не е баш многу рано, меѓутоа во 8 часот почнуваме со жива програма и сме еден од ретките радио медиуми кои што имаат жива програма секој ден до 23 навечер. Значи поделено во таа утринска претпладнена програма каде што ние тука ги кажуваме оние информации кои што се од претходниот ден од ноќта, им беа резултати далеку во ноќта во Америка заради временскиот интервал. Некаде на пладне е тој, ајде, во наводници споровозечки дел каде што има многу пресконференции, дали се тоа фудбалската, кошаркарската, ракометната федерација, нашите познати спортски клубови, кошаркарски се одигруваат во викендот тие надпревари и вечерната програма во зависност од тоа кој дел од неделата, значи од понеделник до петок во работните денови, обично се случуваат надпревари кои што се играат од разни кола, например, не знам, во вторник и среда обично е Лигата на шампиони, каде што во живо од минута во минута ги коментираме и ги следиме. Нашите слушатели се научени бидејќи сме им сервис и знаат во кое време кога има. Прикладно име на луѓето кои што јас нема да спомнам како акцент на спортските облажувачи, меѓутоа во кола сите сме во движење, однеси дете, врати дете, дојди ваму, дојди онаму, а ние сме еден вид сервис кој што на тие наши слушатели голема бројка е, значи спортот е на бројка која што обединува многу луѓе. Да. Од секаков аспект, значи не само од резултатски аспект. Пример, ние имаме емисија кај што се популаризираат училишните лиги. Таму ги покануваме дечињата, наставниците од училиштата, па ги малтене како што Барселона и Реал Мадрид ги кажуваме и нашите дечиња од општина. Придавате важност и значење, така е. На телевизија, на радио да се појави тоа дете, ги следиме резултатите. Значи популаризираме доста спортови, само се докажам дека сабот и недела ни е најударниот и просто, што мислам од проста причина што сите настани спортски се за време на викенд, тогаш имаме буквално цел ден жива програма каде што се вклучени комплетно сите луѓе и едноставно ги научивме луѓето дека кај нас може да го најдат тоа што на друго место го нема, а не напаѓајќи телевизијата, меѓутоа радиото е медиум кој што е побрз, кој што дозволува некои други работи побргу да се представат пред слушателите, посебно после пресконференции и така натаму и така натаму. Тоа е одлично. Секоја чест, штом луѓето 18 години па и плюс останале на истото работно место, тоа значи дека 90.3 е срекна фреквенција, така? И единствената кајна спортска фреквенција на која што можат буквално да ги добијат одговорите на сите нивни прашања. Така е. Значи луѓето веќе знаат каде да се обратат. Нас ни се случува преку целиот ден, иако е време на модерна технологија, се наоѓаат сите резултати. Со паметни телефони имаат, интернет, абсолютно. можат сами Меѓутоа, ние, како што неколку пати спомнав, ги научивме нашите слушатели наназад годините 20, иако ако се вратиме назад, можеби таа позиција многу повеќе ни одговараш. Ние пред 20 години, кога немаше интернет, бевме малтене единствениот извор каде што луѓето добиваа информации. Меѓутоа, сега преку разни прикази, преку разни репортажи, присутни сме скоро на сите европски, светски надпреварувања. И пак го користам оној момент на предноста на радиото. Значи, ако сме на некој надпревар каде што, не знам, наша екипа игра, ние сме толку играни што можеме на полувреме да дојдеме до нашиот тренер, да го вклучиме на мобилен телефон, на Вибер. Едноставно ги користиме сите предности на радиото, иако вела дека нели са со модерните технологии и дека радиото па и телевизијата некако добиваат една друга позиција. Ја не се сложувам, затоа што радиото од секојаш било и мислам дека и понатаму ќе остане медиум кој што и како ќе се слуша. Одлично. Тони, уште пред да започне официјалниот старт, па и предходно на спортското радио, ти беше еден од првите луѓе кои ја покрена идејата и приказна која трае 30 години да се прават спортски надпревари на познати лица и на луѓе кои што го сакаат спортот и музиката и убавите нешта. Да, Сузан.
30 години назад, ако се вратиме, толку е таа организација на тој настан, почна некаде, ја веќе заборив 92 година, мислам, одамна, кога бевме 30 години плюс имаме. Да. Кога бевме многу така млади, помлади, да. И повеќе ентузијастички да. расположени. Првиот турнир, се сеќавам, се викаше FM Циркус. Учествува 8 радија и една телевизиска куќа. Тоа беше трет канал на македонска телевизија. Начело со уредникот тогашен Диме, таму беа Сидор, таму беа Ирена, Миланка. Бев и јас. Бев и јас, меѓутоа не се надпреварував, многу добро, многу во свежо сеќавање ми е тој настан и таа навистина една манифестација која поттикна еден голем ентузијазам кај луѓето. Првата година беше така баш нешто нејасно. Имаше и публика, меѓутоа не знае луѓе. Наредната, ја добро се сеќавам, мислам дека беше 93 година, сега со годините може утнувам, ама едно 30 години назад се враќаме. Така. Значи, старата сала на МЗТ, во аеродром, сегашна на Вардар, спортски центар Јане Сандански, имаше, мислам дека некаде околу 7000 публика со влезници платени. Може да замислиш да платат влезници, да ги видат луѓето од медиумите, каде што таа година направивме прв пат да мора да биде услов во секоја екипа да има по некој познат пејач, артист, глумец, иако сите луѓе што беа на телевизија и на радио тоа време беа популарни. Да. Се сака луѓето да ги видат како тоа изгледаат еден друг како играат фудбал и како го разјакнат спортскиот дух, да. На терен како се однесуваат. Мене ми текна таа 93 година, како ги најавуваа, сега НБА тоа го прават. Значи се изгаси светлото во салата и конкретно за нашата екипа, тоа се сеќам, популарен политичар, сега веќе возрасен во пензија, Петар Гошев, и звезда беше Елена Георгиева, а песната беше Мите море мите, актуелна таа. Так. И со звуците на таа песна, изгаснато светло, се палат рефлектори и излегуваат, најавуваат. Тоа беше едно чудо кое што траеше и трае уште, меѓутоа во тоа време луѓето беа желни за таква работа. За нешто такво, да. Да, тоа беа и годините на водени лудори, ако се сеќаваш во организација на третиот канал на македонската телевизија, каде навистина луѓето ужива, и оние во публиката, но и оние кои се надпреваруваат. Они тука некаде ние го дотрошуваме времето. Јас навистина ќе ви посакам следните 18 години да бидат многу поуспешни од овие и да ви бидат само еден елан или ветар во грбот за да постигнувате уште поголеми резултати и да препознавате уште поголема армија од слушатели кои што ве слушаат редовно, секојдневно. Јас имам еден на крајот една изрека која што секојдневно со моите пријатели, со колегите, со нашите деловни партнери, кога зборуваат за време, за кризи, за економија, јас велам, говорејќи на нашата програма за спорт, 2 дечиња да успееме, да ги мотивираме, дали е тоа на фудбал, кошарка, пливање, ракомет, одбојка, сме успеали и како родители, и како општествени одговорни, како радио, како фирми. Едноставно, тоа е нашиот мотив преку, нормално, екзистираме и ние преку таа програма, меѓутоа се радуваме, а уште порадосни ќе бидеме, како што за прв пат известувавме од Европско првенство во фудбал, каде што фудбалската репрезентација Македонија учествуваше, сме известувале од многу ракометни европски првенства, така беше и оваа година, и ќе бидам радосен, така ќе го завршам мој разговор, ако работејќи растеме сите, меѓутоа расте и нашиот спорт и известуваме за убави спортски информации. Одлично. Уште еднаш ти благодарам што ова утро проговоривме за овие убави 18 години кои што навистина обединија многу луѓе да си го слушаат спортското радио додека се движат из градските гужви. 90.3 е уште еднаш да кажам фреквенцијата за оние кои немале можност малку повеќе да останат и да слушнат нешто.